Проектот Обнова за Македонија нуди над 1000 проекти кои што значат решавање на проблемите и потребите на граѓаните. Република Македонија не смее да продолжи да стагнира, граѓаните очекуваат обнова на Македонија. Граѓаните знаат дека ВМРО-ДПМН тоа што го ветува, тоа и го остварува. Проектот Обнова за Македонија ќе донесе повеќе пари за земјоделците во Кавадарци и конечно враќање на нивното достоинство. Токму затоа се обврзуваме на поведување на новиот концепт кој ќе обезбеди олеснување на пристапот на земјоделците до буџетските поддршки, како и посериозни инвестиции во земјоделието. Буџетските поддршки ќе изнесуваат по 160 милиона евра годишно. Во овие поддршки ќе се зголеми делот за инвестирање во земјоделството, односно ќе се зголеми процентот за рурален развој во однос 100 милиона евра за директни плаќања и 60 милиони за рурален развој. Покрај овие средства, ние ќе ги зајакнеме капацитетите за користење на предпристапните фондови на ЕУ и ИПАРД како дополнителни средства за инвестиции и рурален развој. Високи и стабилни субвенции за земјоделците и модернизација на земјоделскиот сектор. За прв пат ќе донесеме регулатива за управување со пазарот, што ќе овозможи активирање на мерки и инструменти за превентивно делување при состојби на нарушување на пазарот. Значителни мерки ќе бидат насочени кон поддршка на програмите за справување со климатските промени и мерки за ублажување на штетите од временските непогоди. Понатаму, мерките за директни плаќања или субвенции за земјоделците ќе им помогнат на земјоделците да обезбедат стабилно ниво на доход. Мерките дадоа значителен придонес кон стабилизирање на доходот на земјоделците. Висината на директни плаќања по единица производ беше помеѓу 4% и 36% од висината на откупната цена, а во приходот на земјоделците учествува помеѓу 7 и 65%. Исто така, со овие мерки, ВМРО-ДПМН овозможи бројот на корисници на мерките на финансиска поддршка да биде многукратно зголемен од 13.000 корисници до 2006 година на околу 100.000 корисници. Во новиот концепт, една од најзначајните промени ќе биде да се олесни начинот и да се забрза пристапот до субвенциите за земјоделците преку воведување на повеќе мерки и инструменти. За субвенции ќе бидат определени 100 милиона евра секоја година. Почитувани, ВМРО-ДПМН е партија која произлегува од народот и особено го цени и почитува трудот и маката на земјоделецот. За нас маката на земјоделците е и наша мака. Токму затоа се обврзуваме да го вратиме изгубеното достоинство на земјоделците. За да се подобри конкурентноста на земјоделските производи на пазарот и да се подобри пласманот на земјоделските производи, значајни средства ќе бидат наменети за инвестиции со кои земјоделците ќе додадат вредност на примарните производи. Токму затоа ќе бидат поддржани инвестиции за изградба на објекти и набавка на опрема за калибрирање и пакување на производите, мали винарски визми, мини млекарници и мандри и мини погони за преработка на месо. Ќе бидат поддржани проекти за изградба на нови капацитети или реконструкција на постоечки со набавка на современа опрема, и тоа изградба и опремување на капацитети за разладување, пакување и чување на земјоделски производи. Изградба, опремување на нови или реконструкција на постоечки капацитети за замрзнување на овошје и зеленчук, изградба и опремување на нови или реконструкција на постоечки капацитети за сушење на овошје и зеленчук, изградба и опремување на дестилерии за овошни раки, а за ова рокот е 2021 година, каде што ќе бидат обезбедени 300 милиони денари. Но, не само во земјоделството, ВМРО-ДПМН ќе ја врати довербата кај сите граѓани. Ќе обезбедиме повисоки плати, нови работни места, повисоки пензии за пензионерите, намалување на данокот на 8%, вработување на млади, ослободување од партиципација на студенти од семејства со лични примања пониски од просекот во Македонија и на докажани талентирани или најдобри студенти за студирање во Македонија и нивна поддршка за студии во странство. Ослободување од данок на личен доход за млади до 29 години кои остваруваат годишни приходи до 6000 евра во денарска противредност, месечна финансиска поддршка за компаниите кои ќе вработат млади, месечна финансиска поддршка за компаниите и за гарантирана работа на 500 најдобри студенти во државните универзитети. Ова сето ќе можеме да го реализираме само со голема поддршка и масовна излезеност на 15 јули, да избереме обнова за Македонија и да ставиме крај на 3-годишното владење на криминалот и корупцијата на СДСМ и Зоран Заев. Затоа ве повикувам на 15 јули да излеземе масовно, храбро,
гордо, достоинствено, исправено и да гласаме за обновата на Македонија. Да го заокружиме бројот 14 и да ги донесиме промените во Македонија. Исправи се Македонијо, одбери обнова, заокружи број 14.